Пандемијата може да заврши во август, ама само за министерот Филипче. Додека низ светот се враќаат повторно рестрикциите, министерот се надева дека 28 дена поред ќе немаме ниту еден ново заразен. Тоа според него е главниот услов да се прогласи крај на пандемијата. За да се прогласи крај на една епидемија, треба 2 циклуси репродуктивни од 14 дена да нема диагностицирано случај и има некои предвидувања кај нас како тоа би можело да се случи, ако продолжат овие трендови, тоа би се случило некаде во месец август, можеби на почетокот на септември. Според епидемиолозите, ова сценарио е нереално. Тие предупредуваат дека ситуацијата може да се влоши на есен. Професорот Драган Даниловски алармира дека 95% од заразените со Делта сојот во Израел и Велика Британија се невакцинирани или пак имаат примено само една доза од вакцината. Но на што загрижува е што ниту вакцинираните со 2 дози не се целосно заштитени од индискиот сој. И вакцинираните со 2 дози дефинитивно не се 100% заштитени од заразување. Видовме во Уругвај информација дека 78% е стапката на заштита на Pfizer од стекнување на вирусот, ама веќе 22% има ризик да се зарази, нели, и двојно и со 2 дози вакциниран човек. Идејата е дека вакциниве нема да дозволат тешки симптоми и умирање. Иако сега имаме голема количина на вакцини, Македонија е далеко од постигнување на колективен имунитет, вели професорот Петличковски. Најдобра вакцина и најбезбедна вакцина е онаа што ни е достапна. Достапните вакцини треба да ги користиме за што поскоро да се вратиме во нормала, бидејќи мислам дека тој колективниот имунитет што го посакуваме и го зборувавме претходно, сега некако ми се гледа тешко достижен. Во однос на тоа дали треба да се вакцинираат младите лица, Петличковски кажа дека здравствените власти имаат други приоритети, но смета дека е исправно вакцинирањето на децата, бидејќи во спротивна се остава празен простор каде вирусот би се раширил.